Народната пословица мала соба 3 со 3 отсекогаш била занимлива, зашто отсекогаш држала во себе длабоки тајни, пред се љубовни. Ова е само причина повеќе да го поврзаме селото Климештани со пред малку спомнатите зборови. Мало село, бројно не во метри, туку во километри, но како да ствара чуда. До пред неколку денови, барем така изгледаше во очите на патник наверник, дека е дел од големото село Мешеишта. Додека не влезете во Климештани и така ќе мислите. Селото Климештани со собствен атар се наоѓа од северозападниот дел на селото Мешеиште. А веднаш по завршување на Мешеишкиот атар се скршнува лево, доколку се движите на магистралниот пат од Охрид према Скопје. За постановка на селото Климештани виновник е посе изгледа еден убав овчар, кој што некогаш главен да ги чува селските овци во Бродско, во селото Латово, се влюбил во најубавата мома во селото. За да не му ја дадат, петите браќа на убавата мома го убиваат. За да ја разоткрие тајната на убиството, турскиот ага прогласил палење на селото или кажување на вистината. По дадениот рок, за да се каже вистината, петите браќа се расштркале. Ги има во Црско, ги има во Белица Кичевска, еден дошол и во Климештани. Долго живеела фамилијата Мицески, како зачеток на селото Климештани пред многу векови. Меѓутоа, самото име по се изгледа не се гарниратори Мицеци, туку духовниот храм кој што од секогаш го носел спомнатото име Свети Климент. Па од тука и верувањето дека Охридскиот просветител и светец Свети Климент потекнува од селото Климештани. На крајот од приштата само нешто подоцна ќе бидеме присутни во светиот храм Свети Климент во село Климештани. Прекрасен храм кој што се воздигнал на старите темели од Свети Климент, откаде и потекнуваат, односно потекнува оваа приказна. Каде што на прв поглед се веќе забележени и грижата на народот за неговото одржување, харно, ама и најважното, неговото постоење денес. Не се сомневате дека овде почиваат вечните жители, но како да се издвоени. Од левата страна од храмот Свети Климент веќе ги забележавте оние на кои што домашна слава им е Петровден. Веднаш од десната страна се семејствата кои што го почитуваат светот Свети Климент и Свети Никола Зимски. За нас најважно беше да влеземе во храмот Свети Климент и да забележиме вредности кои што важат како духовна традиција и на сите жители од целото Климештани. Иако воздигнат далечната 1922 година, храмот Свети Климент ја одава сета вредност на Климештани. Пред се со иконостасот кој што го гледате, просторот што го издвојува алтарот од соборниот дел на црквата, како и иконографијата која што не е во целосно завршена, но оно што е створено е доминантно и восхитувачко. Сите овие икони се работени по узор на старите икони што некогаш биле затечени и во храмот Свети Климент, и тоа од поранешните времена.
Ние ќе бидеме дори во прилика да ја забележиме најстарата икона што доминира во овој храм, изработена во 1818 година. Денес посметрен, храмот од Свети Климент изгледа пристојно благодарение на вредните раци на духовната вредност на климештани, кој што никогаш се изгледа и него запоставиле. Тоа се согледува и во тронот во почесното владичко место, кое што е навистина обележено со сите почести за еден духовен достојник. На иконата од Света Богородица забележено е македонското сонце. Но само нешто подоцна ќе забележите исто така дека е чиста копија на иконата од 1818 година, што значи македонското сонце ете веќе пред безмалку 200 години најдено е и во Климештан. Уште има потврда дека можеби и духовниот отец, пресветлиот Свети Климент, има основа да се верува дека потеклото му е од Климештани. Иконата е изработена во далечната 812-та, односно 818-та година е всушност и пред вашите очи. Храмот и Свети Климент поседувал вредности од ваков облик. Но тешко биле задржани пред неаздата на приватните транспортери на македонските икони, кои што дозволиле во светот денес да ги има сегде. Од Охрид преку Скопје, Белград па се до Париз, а може би до Александрија и Каиро. Zanimljivo je дека токму на овој простор запекнавме камбанарија од затворен тип. Наместо акустичноста и отворените прозорци да го расшират господовиот знак. Во пошироката околина овде како да е пригушен. Не е ни зачување зашто селото Климештани е всушност мало збиено село со 30 и почес куќи од кои само 20 се во живот. Желбата да се опстане дозволува скоро пред секоја куќа да се најде бунар, сега малку користен, зашто со помош на хидрофорски пумпи од подножјето на Сатоска река се испрелува водата до најблискиот рив, каде што се собира во резервоар, кој што после тоа безбедно го обезбедува селото со вода за пиење. Ние имавме да намера да направиме панорамско видување на селото Климештани, меѓутоа каде и да одите, тоа е тоа. Неколку куќи, несобрани во непосредна близина, ќе ви го предочат целокупниот живот на сите Климештани. Всушност, првото село Климештани, таму каде што некогаш се лоцирали лицевци, е далеку над сега Вигарот. Чувајќи го полето како место каде што нешто може да се посеи, да се опстане, Климештани умешно го користеле брдскиот дел за живење и одмарање. Ова што е пред вашите очи всушност представува новиот погон за совместните производи, кој што ако во моментот беше под капина нешто подоцна, ќе бидеме во прилика дури и да ја погледнеме неговата внатре. Еве е и последната куќа контурно обележена од стариот дел на селото Климештани. Сите ново настанати куќи, а почнале да се зидаат од 60-тите години навамо, се испод оваа кота.
Токму на таа рушевина се наоѓало старото село Климештани, кој што ги одржило во живот до ден денес. И им дозволило да господарат со овој простор да го подредуваат према своите потреби. А Бога како забележавме, нивното делување се проширува и надворот собствениот атар. Се разбираме сметајќи при тоа и на рудникот за гранулиран камен, кој што, како викаат, мислењата се поделени две добре не од однаеднаш. Колку е корисен, толку е и штетен. Беше вистинско задоволство токму денес да се прошетаме селото Климештани, а ние да убедуваме дека овие снимци се направени пред половина час. Прекрасното е зеленило што рано го обкружува селото. Во споредба со другите кога одвој се забележува дека вегетацијата е во подем. Сето тоа ми изборува дека Климештанското поле е многу богато. Уште повеќе толку близко до градот наречен Охрид, што еве на човек му е посебно задоволство дури и нешто да произведе. Во моментот го посматрате и селскиот резервоар за вода. Тоа значи дека сите инфраструктурни проблеми од подамна се решени во Климештани и покрај тоа што станува збор за 30 до 40 жители на село. Имаат асфалтен пат, вода, струја, телефони. Продавница не забележавме, но викаат тука се во непосредна близина на мешаишта, односно Охрид. Модерните куќи се обработени со цврст материјал. Барем овде го има, забележувате и сами. Толку го има што е последно време во облик на една градежна, односно градежно предпријатие во Охрид. Климештани викаат сето тоа е вред. Може би и тоа е потребно, ама сем еден вработен од Климештани во овој погон нема повеќе вработени, што е навистина штета. Ако веќе им е предност, а станува збор за погон, тие би сакале макар неколку Климештани да заработуваат за парче леп на своја подлога. Мал е проблемот, викаат, што 40 тонски возила преминуваат преку мостот и преку река Сатеска, ако се расипе залив, ќе биде непрооден и за нас. Остана нашата желба неостварена да знаеме каде се наоѓа сред селото Климештанско. Пред малку средишната бандера, од каде што се одвива и кружен сообраќај, сами за себе си го прогласивме за сред село, каде што после неколку метри може да се влезе во автосервисот Автотекс. За наши прилики, веќе станува збор за градски прилики, без малку задивувачки, современо опремен автосервис, кај собственикот Димитриевски ѓубе. Покрај големиот број на машини и мерни инструменти, овде може да се најде нешто и од домашниот занаед, овоштарство, пчеларство, градинарство, сточарство, свинјарство, како и желба за негување на пернатите животни. При тоа мислиме на кокошки. Кога си дома изборуваше место рибе, приликите ќе ве подучат како да се понашате со времето и при тоа прилика ќе ви биде се. И современата машинска технологија во облик на дигитални машини и современават арно, ама и оно второто, за да застанеме на природната тераса, како што го прогласија Климештани самото село, тогаш е потребно да си се напиеме малку домашно цведено вино, арно, ама и да си откаснеме нешто, а тоа ќе произлезе од нашите визби, кои што се вистински производители на свежо месо. Работилницата на господинот Димитриевски ѓубе е навистина современа. Ќе забележите нешто подоцна, голем број на водолки, стругови, бушеници и точно. Или
врсни машини. А денес мајстрољубе е прилагоден према потребите што народот му го наложува. Без малку на повеќе чекори ќе забележите моторни пили, пумпи за наводнување, трактори и мотокултиватори, мотори кои што се подготвени за ремонт, било тоа да се автомобилски, тракторски или камионски. Како што изборуваше мајсторлюбе, ги решил проблемите кои што им давале главоболки и на нашите патари. Кога после на македонскиот автопат се смалила височината на граничникот и кога требало да се избушат многу дупки, да се променат безграничен број на шрапови, мајсторлюбе тоа го решил со својата иновација само за неколку секунди. Овде се современите мерни инструменти, помеѓу другото како и онај за контролирање на дизелските дизни. Било која фијака да отворите во работилницата на мајсторлюбе, ќе наидете на современ алат и тоа, како што рече, не е за фрлање, или е диамански, или е неуништив, односно вечен. Тоа го чини занаетот, зборува мајсторлюбе. Така ми укажува дека во малото село Климештани и процветува на некој начин малото стопанство. Помнатите 3 погони, во кој што барем во уште еден, ќе биде готовите нашата камера да дзирне. Малиот Дејан, син на мајсторлюбе, претпоставувате, ќе биде добар мајстор, зашто целокупното слободно време го спроведува во неговата работилница. И затоа на овој простор може да се види се. Овие простори, кој знае, дали представуваат на некој начин конвој кој што чекаат мајстор или може би чекаат работа и прашање на домаќинот. Во споредба со другите безбројни земјоделски машини кои навистина тврдиме дека чекаат само работа. Зашто веќе дојдовме до заклучок, Климештанското поле е богато и едни вакви машини навистина се добро дојдени. Совршена комбинација вредни раце плюс механизација, производот ви е познат, беричет, благосостојба и богатство. А дека тоа доминирало од поодамна, еве и доказ. Од десната страна забележавте вајак за грушење на полските грудки. Е добро да нешто мора и рачно да се претера. Ама некогаш со конјска или воловска запрега. Како и да е тоа вистината на сите жители во Климештан. Работа, труд, за да имаат. Ако одиме по народната дека денот по утрото се препоздава, ние веќе чувствуваме благодати за оваа година, барем по она што родило, односно што расцветало. Овоштарството овде е омилена гранка од земјоделието, која знае да роди квалитетно јаболко и квалитетни таски.
Уште еден подарок на ова поднебие се разбира со припомоќна времитерација на Климештани. Ова алеја со савата, што туку почнале домаќините да ја користат. Позната е местната индустрија од Климештани во Охридскиот регион. По вкусот пред се, како викаат, сите се производи работени по вкусот на жители. Ако е така, зашто би се загрижиле собствениците на оваа прекрасна куќа, господата Димитриевски и пак под истото име Тони и Жарко? Викаат се што ќе се произведе се пласира непречено. Ние не бевме со намера да изигруваме дегустатори во овој суромеснат погон, но како работите стоја не можевме тоа ни да го избегнеме. Судејќи по вкусот, односно по виденото, секому бисме му препорачале производ произвезен токму од оваа месна индустрија. Еден од третите продуктивни погони како дел од малото стопанство во Климештани и затоа тврдиме токму оваа мала населба во непосредна близина на градот Охрид, односно Мешеишта, и има собствена иднина. Како постанало селото Климештани по основ на неговото име и од кога датира? Селото Климештани порано било доселено по некоја легенда од некое село Црско, кое и ден денеска тоа место се вика Црско. Порано било селото мало по кажувањето на нашите предци, но со тек на времето селото Климештани се повеќе и повеќе се наголемувало така до денеска број негде околу 30 домаќинства. Многу иселување немат од село Климештани, условите се погодни за живење и претежно сите луѓе остануваат тука да живеат. Мал број има што живеат во Охрид, али во сабота за викендот и недела се стално во село Климештани. Така да од ова село немат иселување. Сега за натамошниот имат перспектива за натаму, пошто имаме во селово некои запати што даваат гаранција дека жителиве сепак ќе останат тука во село Климештани. Во селово имаме изградено водовод, телефон, имаме асфалтни улици, улично осветлување, значи сите потреби што се за селото, на потребите на граѓаните на село Климештани се решени, така да со тек не значи дека ние ќе застанеме тука, него ние напротив ќе напредуваме и условите за живот во село Климештани да ги подобриме што може повеќе. Со што жителите во Климештани обстанувале некогаш, со што се занимавале? Па, жителите на село Климештани порано се занимавале со земјоделие и сточарство. Во селово порано секоја куќа имаше овци и крупен добиток. Но денеска во село Климештани ситен добиток овци, например, нема ништо.
А имат секое домаќинство, скоро имат од крупен добиток претежно крави, пошто обработката на земјоделието сега се врши со трактори, механизација имат комплетна и сега претежно најповеќе се занимаваат со овоштарство и лозарство, мада што не се запоставени и житните култури, како и пченката. И нормално ливади и јонџи за исхрана на сточниот фонд. Во село имаме погон за месна индустрија, која сега имаше мало проширување и деновиве почна со обработка на тие производи, што мислам се и пред проширувањето беше квалитетот на едно добро ниво, што беа потрошувачите задоволни од квалитетот и од цените. Цените се, мислам, фабрички цени, што може да се прифатат, а робата, мислам, производот е тазе што нема претрпено повеќе замрзнувања, него директно може да се земе и од погонот, а има и во продавниците по Охрид, Струга и пошироко. Ја слушнавме приказната за каменоломот. Некој е истиот и понатаму да живее, а некој пак ни стави приметба со оглед на тешките 40-тонски камиони кои што поминуваат и вршат оштетување на селскиот пат. На крајот од краиштата може би постои можност како погон да вработи неколку жители од селото Климештани. Како стојат работите со погонот за обработка на камен? Па ние имаме проблеми и проблемите стално. Две добра заедно не одат никогаш. Што рековте, камиони од 30 и повеќе тони, што престои опасност за деформација на мостот на река Сатеска, која нас не е единствена врска со магистралниот пат. Во тој случај би се нарушила комуникацијата со Охрид и со села и опште за транспорт на било која роба. Што всушност, простете, произведува рудникот за дробење на камен? Зашто воопшто постои? Дали се тоа мермерни производи или станува збор за издробени производи во облик на ризла или нешто трето? Што произведува рудникот за камен? Рудникот за камен произведува гранулација на песок од единица до четворка, што например се користи во изградба, како и јаловина која се користи за пополнување на некои патишта и ред други работи. Колку се вработени во рудникот во моментов? Па во рудникот не мора да ви кажам точна бројка, ама можда околу 20 на работени се. А колку од нив жители на Климештани? Моментално жители на Климештани, мислам, само еден е вработен, пошто имаше уште 2-3 работника кои одија во пензија. Па местната заедница не застана тука за овие потреби што ги има, мислам, досега што ги имат реализирано овие работи, него имат план и понатака да гради Климештани, да го подобруваат изгледот на селото. Останува само да се заблагодариме на целокупното население од селото Климештани, кои што посака да навратиме пак, немајќи за ова прилика време, да ја погледнеме селската воденица која што работела на Сатеска река некогаш. Предоцна е да влеземе во нејзината внатрешност, каде што може би ќе се почувствуваат сите остатоци од многу бројните воденици, кои што значеле лепи живот за ова село. Денес времината се изменија, а мама не и луѓето, секогаш сте добродојдени, светли ми со здравие.